Гласници на надежда. Глава 19. Како да најдеш помош. Ние сите сме зависни суштества. Не можеме да успееме сами. Никој не е целосно независен. На сите ни треба помош од оние околу нас. Некои од нас изгледаат побеспомошни од другите. На сите ни треба помош од оние околу нас, но понекогаш дури и тие не можат повторно да ни помагаат. Еден мој пријател од Африка ми го кажа неговото искуство. За време на нашето радиоемитување и кога ја завршив програмата, неговата сестра која беше болна од туберкулоза го зеде радиото и го држеше до незините пазуви и додека се молев на крајот од програмата, Бог ја излекуваше. Слава на Господа! Понекогаш луѓето околу тебе не можат да ти помогнат. Тогаш Бог може. Кога се чини дека никој не може да ти помогне, каде ќе се свртиш? Имаш ли место каде може да отидеш? Во Евангелие по Јован, 4 глава, од 46 до 54 стих, сакам внимателно да забележиш што овој царски службеник направи кога имаше проблем. И пак дојде во Кана Галилејска, каде ја претвори водата во вино. А имаше еден царски службеник, чиј син беше болен во Капернаум. Тој, штом слушна дека Исус дојде од Јудеја во Галилеја, отиде кај него и го замоли да слезе и да му го исцели синот, затоа што беше на умирање. Тогаш Исус му рече: ако не видите знаци и чудеса, нема да поверувате. Царскиот службеник му рече: Господине, слези пред да ми умре детето. Исус му рече: оди си, твојот син е жив. Човекот му поверува на зборот, што му го кажа Исус, и си замина. И додека уште слегуваше, неговите слуги го пресретнаа и му соопштија дека син му е жив. А тој ги праша за часот во кој му станало полесно. Тие му одговорија: вчера, во 7-биот час, го остави треската. Тогаш таткото разбра дека тоа се случило во часот кога Исус му рече: твојот син е жив. И поверува тој и целиот негов дом. Ова пак второ чудо го направи Исус кога дојде од Јудеја во Галилеја. Тука беше човекот кој имаше голем проблем. Гледајќи го ова искуство би можеле да го видиме примерот, кој ни покажува како да добиеме помош. Заради овој царски службеник кој имаше проблем и најде решение за тоа, ние ќе може да најдеме примери кои ќе ни покажат како да најдеме помош. Првиот пример е целта на царскиот службеник. Неговиот син беше многу болен. Таткото направи се што можеше да направи. Тој му кажа на Исус дека неговиот син е пред умирање. Тој, штом слушна дека Исус дојде од Јудеја во Галилеја, отиде кај него пеш од Кана. И беше околу 30 километри оддалеченост. Тоа е пат неколку дена, посебно во тој дел од земјата. Капернаум е доле покрај морето, а пак Кана е на планина. Тој требало да оди низ горница 30 километри за да стигне до Кана. Но тој слушна дека Исус е во Кана и никој не можеше да го сопре. Тој тргна да го најде Исус и тој го најде него. Тој немаше да го смени својот правец. Тој немаше да се предомисли. Тој продолжи да оди, се додека не стигна до Исус. Тој никогаш немаше да се откаже, се додека не го најде Исус, изворот на неговата помош. Како ти би нашол помош? Вториот пример од ова искуство на потреба е молитвата на царскиот службеник. Кога тој дојде и го замоли Исус да му го исцели синот, Исус му рече: ако не видите знаци и чудеса, нема да поверувате. Јас тоа го нарекувам испит за тоа што Исус го кажа тоа директно. Тој сакаше да биде сигурен дека овој царски службеник го има испитано своето срце. Исус сакаше да биде сигурен дека овој човек не е таму само поради големите чудеса и знаци. Тој рече: ако не видите знаци и чудеса, нема да поверувате. Човекот со неговиот одговор покажа искрен мотив. Господине, слези пред да ми умре детето. Исус му одговори многу едноставно: оди си, твојот син е жив. Немаше ниту еден сомнеш во него. Мој пријателе, ако сакаш помош кога навистина ти е потребна, земи го овој царски службеник за пример и моли се како што и тој. Затоа, тоа го нарекувам застапничка молитва.
слези пред да ми умре детето. Овој царски службеник се молеше со таква застапничка молитва и тој доби помош. Кога Исус зборуваше со него, тој поверува. Тој е добар пример. Моли се со застапничка молитва и верувај дека ќе ти биде одговорено. Тоа е начинот да добиеш помош кога ти е потребна, исто како и овој човек што направи. Третиот пример што може да го извлечеме од ова искуство од средбата со Исус е упорноста на царскиот службеник. Тоа веќе се рефлектира во фактот дека тој му верува на Исус. Затоа тој беше упорен. Со сите практични цели тој немаше докази, го имаше само зборот на Исус. Само толку. Но тој беше упорен и отиде. Неговите слуги дојдоа да го најдат. И додека уште слегуваше, неговите слуги го пресретнаа. Му соопштија дека син му е жив. Каква радост е тоа за него. Тој го слушна тоа од својот дом. Може да се каже дека тој веруваше уште пред да замине од Кана, но сега ја има сигурноста за тоа од зборот на своите слуги. А тој ги праша кога му станало полесно. Тие му одговорија: вчера, во 7-миот час, го остави треската. Тој се замисли малку и свати дека тоа беше точно кога Исус го изговори зборот. Нели е тоа огромна потврда? Тој беше темелно убеден. Тој доказ беше убедувачки за него и поверуваа тој и целиот негов дом во Исус. Тоа е она што јас го нарекувам присилно убедување. Таквото присилно убедување ќе ти најде помош. Ова убедување најде помош за овој царски служител. Тој поверува, како и целото негово семејство. Земи го примерот на овој човек и ти ќе најдеш помош. Биди упорен. Тоа што Исус го кажува е апсолутно вистина и ти ќе имаш докази кои ќе го потврдат тоа, исто како и тој. Мој пријателе, кога ќе имаш потреба од помош, дозволи ми да ти го насочам примерот на овој царски служител. Тргни со цел да го најдеш Исус. Моли се со застапничка молитва на Исус. Присвој присилно убедување за Исус и ти ќе најдеш помош. Барај го него со цел. Не дозволувај ништо да ти биде пречка. Представи ја пред него твојата застапничка молитва. Не дозволувај сомнежот да те збуни. Прифати го одговорот. Не дозволувај бариерите да те сопрат. Мој пријателе, помошта е достапна. Слава на Господа! Гласници на надежда.